Со оглед на тоа дека сме пред споменикот на Гоце Делчев, како што беше најавено, може да видите дека започна додувањето на стартните пакети за учесниците на првата планинска трка Голак трейл, спортско-рекреативен настан кој за прв пат се одржува во Делчево. Навистина ни е чест што има огромен број на пријавени учесници како од нашиот град од Делчево, така и од целата држава. Имаме пријавено 250 учесници кои утре тимовите на Голак Трейлс заедно со волонтерите ќе ги пречекаат и се надевам дека во текот на целиот ден ќе имаме еден успешен настан. Она што е битно да се потенцира во врска со овој настан е тоа што во текот на утрешниот ден движењето до планината Голак по регионалниот пат Делчево Голак е дозволено за сите граѓани, слободно движење без дозвола. Истото важи и во рамки на спортските терени на планината Голак, додека движењето во шума е стриктно дозволено само за надпреварувачите. Тоа е многу битен момент и очекуваме да како од Делчево, така и од регионот имаме огромна заинтересираност за публика. Ние како тим сме подготвени да ги пречекаме во текот на утрешниот ден на планината Голак. Стартот е од 9 часот тука пред споменикот на Гоце Делчев, додека главната манифестација ќе започне на планината Голак во рамки на спортските игралишта од 10 часот. Исто така, сакам да потенцирам дека во текот на целата организација имавме одлична поддршка од сите релевантни институции и секако од огромен број на приватни фирми, стопанственици од нашиот град, но и од регионот. Заседа заврши како што треба, сите се вклучија максимално во конструктивна насока и се надеваме дека и утрешниот ден, како завршеток на целиот тој проект, ќе заврши се во најдобар ред. Колку долга патеката, само ќе има и детска трка? Да, патеката е долга 13 километри. Она што е битно да се потенцира е дека оваа трка е од хуманитарен карактер. Сите средства соберени од котизацијата ќе бидат донирани за супорт кочани, но исто така е многу битно да се каже дека од стартот до врвот на планината Голак Чавка има 11 километри и тоа е во чест на Иле Гоцевски, возачот од брзата помош, кој за жал трагично го загуби животот во целата таа ситуација околу несреќата која се случи тогаш. И еве, и со таа хуманитарна активност во рамки на Голак Трейл сакаме да упатиме поддршка дека треба како општество и како граѓани да даваме придонес за кочани и за сите погодени од таа голема трагедија тогаш. За крај видовме на страната голем број поддршка од голем број спонзори. Еве за крај еден апел до сите за утре да бидат спремни и да го проследат овој настан. Да, значи да очекуваме сите горе, сите граѓани, сите поддржувачи на планината, сите поддржувачи на планинските спортови, на здравиот живот, да се дружиме горе заедно и да направиме една убава манифестација која се надевам ќе прерасне во традиција во наредните години.